Ова издание на Newsflash ке гледате. AstraZeneca и Универзитетот Оксфорд развиваат нова верзија на нејзината вакцина со 2 дози која ќе обезбеди заштита од Омикрон. Какви последици по здравјето може да донесе варијантата Омикрон од коронавирусот и како најдобро да се заштитиме? Од матични клетки на ембриони од африкански жаби до мали живи роботи. Останете со нас и ќе дознаете. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Јован Чономуски. Британско-шведскиот производител на лекови AstraZeneca и Универзитетот Оксфорд соопштија дека развиваат нова верзија на нејзината вакцина со 2 дози, која ќе обезбеди заштита конкретно од новата варијанта на Омикрон на коронавирусот. Вакцината е базирана на аденовируса, но е изменета, така што не може да се интегрира во ДНК-то на една личност и да го разболи. Овие вакцини во принцип би можеле да се користат за да одговорат на која било нова варијанта побрзо отколку претходно. Израел пак ќе започне да нуди 4-та доза од вакцината за COVID-19 во обид да го запре ширењето на Омикрон, додека паралелно во САД и Европа постои предупредување дека доаѓа уште еден бран, а пикот се очекува во рок од неколку недели. А од останатите вести, остануваме на истата тема – Омикрон. Какви последици по здравјето може да донесе варијантата Омикрон од коронавирусот и како најдобро да се заштитиме? И дали тоа ќе биде крај за пандемијата или пак уште поголема закана? За овие прашања Тоше Огњанов разговараше со домашни медицински експерти. Од нова глобална потенцијална опасност до конечен крај на пандемијата. Така домашни медицински експерти го оценуваат Омикрон, новиот сој од коронавирусот. Варијантата Омикрон на коронавирусот е потенцијална закана. Се уште не можеме да кажеме дека е дефинирана сериозна закана по здравјето на глобалната популација. Причината поради која што тоа така го дефинираме е затоа што се уште немаме доволно податоци за тоа каков тип на болест предизвикува кај генералната популација, колку брзо се пренесува, иако иницијалните податоци укажуваат на тоа дека е можно да ја замени делта варијантата и најважното прашање е дали ќе го избегнува имунитетот кој што се стекнува со вакцините. Многу побрзо се шири. И од тука можам да заклучам дека тоа ќе значи крај на пандемијата. Тоа можеме сигурно да видиме. Би дошло до завршување бидејќи нема кој да се скрие. Тие сите што се работно способни, децата, учениците, сите ќе дојдат во контакт со вирусот, вакцинирани или невакцинирани. Тоа што не го знаеме е какви ќе бидат последиците. За заштита од надоаѓачкиот сој и натаму остануваат мерките, како носење заштитна маска, избегнување простории со многу народ, како и зачестена хигиена. Сепак, дебатата се развива околу улогата на третата, така наречена засилувачка доза вакцина. Примањето на третата бустер доза, кај оние кои што примиле веќе 2 вакцини, обезбедува ефикасност на вакцината, кој што е еднаков на ефикасноста која што имаше вакцината по 2 примени дози кога беше во прашање оригиналниот див сој од Вухан. А тоа беше ефикасност, доколку се сеќавате, на ниво 95%. Се шири и кај вакцинираните. Се знае дека многу послабо штити вакцината, така да не може да кажеме дека трета доза баш заради него ќе не заштити. Тоа треба да не заштити воопшто и од другите соеви на вирусот и треба да примаат постарите, ризичните групи, еве да кажеме тие што се над 50 години. Стекнувањето природен имунитет по пат на прележување на болеста, според медицинските лица, има удел во заштитата, но сознанијата се уште не се целосни. Прележувањето на болеста, според овие иницијални податоци, не можеме да кажеме дека е сигурна заштита за тоа да се спречи повторната реинфекција, односно повторното инфицирање со вирусот, посебно кога е во прашање Омикрон варијантата. Мислам, секој што работи у работен колектив знае кој повтор пат се разбогува. Вакцинираните, не прележаните. А најзаштитени се прележаните, па што си примиле и вакцина. И кај нас, се ова што стои едно плато, тоа е покрај вакцинаниот прележаниот имунитет. Главен вакцинален пункт против COVID-19 во Скопје е поликлиниката Јане Сандански. Од март годинава таму досега се аплицирани повеќе од 250.000 вакцини. Вакцините се безбедни, проверени. Еве еден период од 10 месеци веќе вакцинираме, не сме имале проблеми. Не гледам ништо што би ги спречило граѓаните за вакцина. Според податоците од Министерството за здравство, во периодот од 6 август до 16 декември годинава, од COVID-19 починале 2272 лица. Од нив 1790, односно повеќе од 80%, не биле вакцинирани. За гласот на Америка, Тоше Огњанов.
На почетокот од 2020 година тим од научници од неколку универзитети зедоа матични клетки од ембриони од африкански жаби и ги претворија во мали живи роботи. Како тоа да не беше доволно неверојатно, тогаш се случи уште нешто друго неочекувано. Еве што. Во март 2020 година, научниците од 3 големи универзитети, Тафтс, Харвард и Универзитетот на Вермонт, создадоа уникатен организам во лабораториски услови, мал жив робот наречен ксенобот. Но за разлика од вообичаеното механичко создавање, ксеноботите беа произведени од матични клетки земени од ембриони од африкански жаби. Професорот Майкл Левин е еден од креаторите на ксеноботот. Она што го направивме е што ги извадивме клетките на кожата од раниот ембрион на жаба. Тоа беа сосема нормални клетки на кожа. Немаше геномско манипулирање, немаше трансгени, ништо слично. Ги отстранивме овие клетки од раниот ембрион на жаба, ги ставивме во нова средина. Малите живи роботи беа програмирани да се однесуваат на одреден начин. Тие можеа да се движат наоколу, да се самоорганизираат и да превезуваат мали тежини, како и да работат заедно како група. Левин вели дека со создавање на ксеноботи се обидел да одговори на прашањето како клетките се обединуваат за да создадат функционални структури. Се покажа дека сакаат да соработуваат и заедно да изградат нешто што го нарекуваат ксенобот. Ова е многу важно, бидејќи ако научиме како да комуницираме со овие клетки и да ги потикнеме да ги изградат структурите што ни се потребни, би можеле да решиме многу проблеми во регенеративната медицина. Ксеноботите се навистина мали. Нивната големина не е повеќе од 1 милиметар. Тие немаат неврони, ниту пак имаат репродуктивен, дигестивен или друг систем. Тие органски се распаѓаат во рок од 2 недели. Научниците исто така неодамна дознаат дека овие мали роботи спонтано се репродуцираат на нов начин. Откривме дека под правилни услови ксеноботите се способни за досега непознат 10 начин на реплицирање. Оваа 10-та форма на репликација е сосема различна од 9 природни форми на репликација. Тоа е кинематично или базирано на движење наместо на раст, но резултатот е ист. Тимот научници вели дека може да го управува процесот на размножување. Со помош на специјален алгоритам, научниците создадоа ксенобот кој изгледа како Пакмен, познатиот лик од видеоигри. Овој родител ксенобот, создаден со помош на вештачка интелигенција, може да ја користи својата уста, слична на Пакмен, за да ги компресира матичните клетки во топка и да помогне да се формираат во самокопии. Овие деца потоа произведуваат своји бебиња и овој процес продолжува и продолжува. Некои можеби сметаат дека технологијата е загрижувачка, но научниците тврдат дека нема потреба од загриженост. Ова не е страшна технологија. Ова во споредба со сите други работи што веќе се случуваат, вештачки, синтетички бактерии, вируси, природни вируси кои како што знаеме се појавуваат постојано, генетски модифицирани култури, сите овие работи се веќе тука со нас. Ксеноботите се интересни затоа што ако можеме да ги натераме да имаат корисно однесување, кога ќе завршат со својата работа, тие едноставно би се разградиле поради самиот факт дека се направени од клетки наместо од пластика и метал. На крајот, научниците се надеваат дека ксеноботите може да се користат во репродуктивната медицина на редовна основа и да им дадат на луѓето подобро разбирање за тоа како повеќе клеточните комплексни организми настанале од дребните едноклеточни организми. Интересно. Го гледавте Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Јован Чономовски од студиото во Вашингтон. Се гледаме повторно утре, а до тогаш пријатен ден.